Добре дојдовте и во оваа магична сцена. Серијалот не се вика Крушата под круша паѓа. Катерина Чакмаковска и незиниот татко Маријан се татко и ќерка кои што се глумци во Прилепскиот театар. Таткото се уште малку, пред да оди во пензија. А Катерина допрва има да игра, до пензија има уште едно 50 години. Добро ден дојде Кате во магична сцена. Добро ве најдов. Како сте? Ние супер, вие како? Ние супер, фала Богу. Фала на прашање. Кате зборувавме со татко ти дека тој бил против ти да бидеш глумица. Исто така кажа и дека си била многу интересна што од мала си го гледала по театрите, дури уште не се знаела што е тоа театар. Во некоја представа кога тој излегол, ти си рекла: "Ај тато, што си се качил таму горе, ајде слези да си одиме дома." Тоа е вистина. Да не морало баш да открива до толку, ама ајде. Јас сум имала многу мала сум била, поима немам 3-4 годинки и ова го знам како анегдота, пошто јас на ништо од тоа не се сеќавам. Знам дека сум седела со мајка ми на седиштево и татко ми се појавил како принц, како валјда бил принц. Тато слези, сум му рекла: "Ајде, што си се качил таму горе?" Ја кажа: "Жив срам." Ме изнесувале надвор. И тоа Ќе со татко ми сака. Нека си дојди татко ми дома. Тој бил прв контакт мој со театар. Страшен таков. Знам си што да е снимено, сега ќе паѓаме од смење. Би сакала да е снимено, ама не е. За жал. Може сам вака да си го прераскажуваме. Па да, имаше момент, таа беше многу мала. Игравме на представа за деца, се почнува представата, а јас играв некој наратор тука на просценијум. И кога ме виде, како светна светлото, буквално ми се обрати и вика: "Тато, ајде да си одиме дома, што се качил таму." Кога поима уште немаше што значи што е театар, меѓутоа една представа, друга представа не излезе повеќе од театар. Еве и таа тргна по моите води. Добро граби за сега. Малку сум досадна кога го повторувам тоа, дека откако знам за себе, знам некако театарот ми се провлекува во вените, во душата, во се. И некако откако знам за себе, знам и за театарот. Јас не знам некако да го разграничам тоа, тие две работи, како дел од мене, како нешто најприродно на цел свет ми доаѓа театарот, така да откако сум почнала таму, сум пораснала таму, еве работам моментално професионално, така да театарот еднакво на живот. Да. Во основно им беше главна таму за драмски секции, литературни секции. Па не можам да речам сега главна да се фалам, ама од секогаш пројавував интерес нормално и секогаш знаја да го забележат тоа наставничките, како е тоа наставнички, па професорки, па тоа во гимназија. Учителки, прво. Професори, да. До четврто не толку, ама веќе после четврто пројавував интерес за сите лектири можни, одев и на некои надпревари за рецитирање, имавме како драмска секција. Во гимназија исто продолжив како драмска секција и паралелно со тоа и во младинската сцена во нашиот театар тука бевме една група, една супер група која што и ден денес продолживме со театар. Читаше книги, драми? Па да, од секогаш сакав и ме привлекуваше. Знаев дека математика мразам, а се што е поврзано со литература и со читање обожавам. И лесно ми одеше пишување, читање на тие работи, едноставно уживав и 3 по 3 кога научи колку е? Научив, да, ама многу по онака до ден денес имам некоја верзија кон математиката. Ме зафркава сопругот, моментално ми е машински инженер, така да му викам: "Ние сме два различни света. Ти си со бројките, јас сум со ова и сме двајцата. Ти биди си таму, ја ваму, таман ние." И после тоа завршуваш ти средно, а татко ти не е благонаклонет да станеш глумица. Да. Извини, тој не дека не беше до толку против, од секогаш ми оставаа како демек да одлучиш сама, на тебе препуштаме, ама ти препорачувам, не е тоа баш за тебе. Биологија да се студираш. Нешто друго, види медицина, нешто. Ама јас некако бев упорна и бев сигурна во тоа што го сакам и некако не можев да се видам во ништо друго колку и да се трудев. А се трудев да му удоволам и да размислам во смисла: чекај сега, па можда и ова ме привлекува, можда и она, ама не. Некако длабоко во мене знаев дека
единствено нешто што сакам да го правам во животот и што би било со толкава љубов неизмерна би била токму оваа професија и не зажалив. А во однос на тоа дека многу се противеа, значи не беа некои родители како нака строго да ми кажат не смееш ти да се, туку едноставно како ме насочуваа, па тешка професија, па сепак си девојче, па утре други ден фамилија и се во таа смисла насоќа. Околу. Неригорозно сега да ми забранат ти не смееш да бидеш тоа. Правеше притисок да не биде глумица или ја остави сама да избере? Па во почетокот имав против, не сакав. Едноставно не сакав да се бават децата со театар, меѓутоа толку имаше желба што паузираше 2 години после гимназија, паузираше само за не проба ништо друго, освен глума. Фала Богу успеа, после тоа се запиша, заврши, еве се добро гради, одлично гради. И на крај јас се спремив, еден монолог си спремив, некако не сакав, прво мислам дека се спремав со некој друг, па дури потоа му дозволив на татко ми да ме види со монологов и некако така се држевме и кога ме виде, тој тогаш не ми кажа, ама отпосле ми кажа, кога те видов знаев дека ти ги расширувам рацете и те препуштам таму, да. Направи пауза, значи 2 години, немаше тогаш приемни испит, имаше? Само не бев примена тогаш, 2 години, втората година беше нешто сосема друго, не можев да присуствувам до крај на приемниот, значи од приватни причини, а веќе на трета среќа се запишав кај професорот Владо и кај асистентката тогаш Мими Таневска. Уште од тогаш се знаевте сите Прилепчани кои што денеска сте носители на театарот, да речем? Па да, во оваа генерација што сме, да речам, ние сме сите така речи школски, со Димитар Црцоровски, со Никола Настовски сме генерација и ние бевме дел од младинската сцена тука која заедно почнавме од гимназија и сегде си работевме детски представи и сето тоа. И многу Александар Степанулески исто е од таа група. Димитрина Мицкоска исто беше почна со нас, исто сега е завршена актерка. Така да ние сме тие таа генерација и се знаевме дека ќе се запишуваме за на факултет сите така амбициозно и со цела можна енергија, да. Да, многу бевме возбудени и тоа го приватизиравте факултетот само Прилепчани. Само Прилепчани и ни викаа аман од вас Прилепчаните не може онака никој да дојде друг на ред. Ама добро, сите сме таман сега, сите сме завршени, сите работиме и твориме и тоа е битното. Најстар од младиве кој е? Марија Џумерко или кој? Од младите, не знам Игор Трпчевски дали го рачунаме за млад или за стар. Дали да го рачунаме уште него за млад. Во младите? Да, што значи тој ни е најстар од младите. А после него Даниела Ивановска ни е исто тука, значи генерација со Трпче, а после тоа не знам точно како идеме, ама сите сме некако на година две. Валја Марија, Јасмина, па Наташа, така нешто. Сигурно ги измешав, ама тука сме негде. Битно сте една супер екипа која што направи бум во театарскиот живот во Македонија. Почнувајќи уште од првите представи, тоа се знаеше дека е една екипа која што има полна енергија и која што на представата и дава душа и таа представа сум 100% сигурен дека во било кој театар да се одиграло во Македонија немало да има таков успех како што се одиграла во Прилеп. Имавте многу представи, многу награди, многу патувања и мислам дека тука скопските театри малку се замислија, чекај што е ова што ни се случува, имаме нагло некако конкуренција од Прилепскиот театар. Па така се случи некако, така се поклопија коцките, така се некогаш судбина е во прашање или не знам што. Долг период мислам дека имаше некој размак, баш татко ми не знам дали спомнал, имаше долг период каде што никој не се запишал на факултет, па потоа веднаш нагло почнавме да сите да доаѓаме. И се створи една екипа супер компактна, една желна за работа, млада екипа која што до ден денес мислам дека функционираме супер, фала му на Бога. И некако созреваме заедно, растеме заедно, сега веќе одиме на кај средна генерација, не сме веќе ни толку најмлади. Допрва треба да дојдат сега студенти завршени пресно, така да полека, но сигурно одиме кон
кон некои средни години, што е супер. Допрво ни следуваат некои сериозни улоги, некои главни улоги, да речам. Така да мислам дека има простор за се, а во однос на успехот кој што сме го постигнале до сега, нескромно е да кажувам било што, мислам тоа си го има како податок на колку фестивали зедовме награда за представи Гран Прија. Еве, јас сум вработена 9 години во театаров. Мислам официјално, вистина не можам да замислам колку многу награди имаме, посебно како колектив земено, што едно време дури мислам дека почна малку да ни смета. Колективна награда и некако се почестувавме сите, па чекај малку, па ние можеме и индивидуални награди да земаме. Мислам ваljda. Ама се тоа со време и мислам дека сите ќе си го добиеме местото под сонцето и дека ќе го добиеме тоа што го заслужуваме. Студентските денови, како ти поминува? Супер. Ми се едни од можда омилени години од мојот живот. Бев дел од една прекрасна класа и едни прекрасни луѓе, колеги, другари, кои што до ден денес, сега не можам да кажам дека сме во секојдневен контакт, ама било кога и да ги видам ми е драго што ги гледам и ми е мило што сите напредуваат и созреваат. Сите се супер и многу ми е драго што потекнуваме од таква една многу сложна класа, баш и Владо, професорот, секојаш знаеше да кажи, одамна сум немал вака сложни студенти, во смисла за ништо не се расправавме, не се каравме, немаше кај нас звезди, некои вакви и такви, сите си бевме некако така, си функциониравме баш онака другарски. Мале Цвитановски плюс и Прилепчанец. Плюс и Прилепчанец, да, макар што јас бев единствена прилепчанка во мојата класа, да. Кој бевте во класата? Сега да не заборавам некој, Атанас Атанасовски, Сладјана Војошевиќ, Наташа Петровиќ, Катерина Аневска, Марија Стефановска, Ана Кавкалеска, Мирослав Петковиќ, Кристијан Светиев, да не заборавам некој, не смеем да заборавам. И можда заборавив некој, ама појма немам. За разлика, тоа се одлични актери кои што играат во многу театри и во секој театар баш си го имаат почесното место, да речем, да. Ненад Митевски го заборавив, ете сега ми текна, така да тие бевме, мислам дека секој си баш, како што рече, си го најдовме местото, некој се во театар за деца, некој се во театар комедија, во битолски театар, така сме раштркани како што треба да биде и со огромно задоволство ги гледам, немам многу прилика да патувам во Скопје, Битола почесто одам, ама тука на игрите кога ќе дојдат колегиве, со ептен големо задоволство гледам и многу ми е мило кога ќе сватам уствари колку многу напреднале и како мој успех го доживувам нивниот успех. Да, па навистина и овие сите што се и Атанас и Кети и Наташа, тоа се прво се супер квалитетни актери, а второ и она што го направиле до сега е како да се 20 години на сцена. Така е, вистина. Ете, сум имала среќа да бидам дел од една супер талентирана класа, која што и покрај професионалниот квалитет имала и многу приватни квалитети, да речам, како личности сите биле многу супер и многу си ги сакам. Ги поздравувам сите. Мажени женети, не сте скоро сите? Па не сме сите, не сме. Имаме и мажени, имаме и женети, некои да, некои не, има време, така да, па млади сме уште па. Има време за мажени и жени. Со Атанас се договаравме за снимање, ма има две деца, не може вика што да правам од сама, или сум со деца, ма немам време кога да се снима. Ке најде време Атанас сигурно. Поздрав Атанас голем до тебе. Што се однесува до тој живот најубав кај сите луѓе, мислам дека студентскиот живот. После кога завршувавте, сите знаевте кој каде ќе оди, имаше калкулации да останеш во драмски во Обманата, да не се враќаш во Прилеп, да одиш во некој друг театар? Имаше, да. И конкретно за мене можам да кажам, макар што и знам и за некои од колегите, мајде да не зборувам во нивно име. Јас лично прва желба ми беше да останам во Скопје. И некако не се гледа во тој момент никако дека можам да се вратам тука и да функционирам. Некако многу се навикнав на цел тој живот таму, сите ми беа таму, почнав едноставно да функционирам како да е мој град и некако си викав па сега Прилеп да се враќам или било како и конкурирав јас мислам дека и во театар комедија и во
театар за деца и млади. Тогаш се случи што се случи, не бев примена. Сеќавам на кастингот што беше за примање во театар за деца и млади, појдов зарипната, онака немав ни глас ни ништо, пошто тука имавме кавказски круг со Мартин и онака зарипнав скроз и му појдов таму, викам нема шанса да бидам примена, мислам прво тука едва изборував. Така да тоа јас неславно заврши тој мој кастинг. И после тоа некако за брзо време, откако видов дека тогаш нема да биде ништо во Скопје, многу брзо ми понудија тука работно место и се вработив и не зажалив. Ете така требало да биде, мислам, потоа и се омажив тука, останав, моите се тука, така да некако не зажалив што затогаш ми беше жал што не сум Скопје, ама сега дефинитивно ми е мило што сум тука во Прилеп. И имаш одлични колеги со кои што соработувате и правите преубави представи. Која ти беше прва професионална представа? Професионална прва, јас ја рачунам Крпен живот, макар што бев уште студент, ама бидејќи ми беше со професорот Владо, тука ја работеше во нашиот театар и ја рачунам како професионална. После следуваше Кавказски круг со Мартин, исто бев студент. А потоа... После си викаш, леле, сите представи колку се убави, Крпен живот и Кавказски круг, па ни малку, ни повеќе, туку буквално во најубавите представи почна да. Тие ми беа така професионални, не ги рачунам тие претходно детски, аматерски, мислам. А тие ми беа така бум некако, Антица после беше исто на Брезовац. И после, не знам, Змеова невеста беше пресно тука однела, се редеа така, па... Убаво ти беше, си викаш, леле, како бе животот песна, сите представи до 10 чиста. И кога дојде двојка во представата? Во смисла двојка за квалитетна представа. Квалитетна представа. Што овие првите ти се 10, така да. Сум имала и такви, сега да не ги истакнувам баш. Како ти беше чувството кога ја доби двојката? Па да, си малце еден шамар така. Свести се дека не се така розово и супер. Па и тогаш вистина со Крпен живот, со Кавказски круг ги собравме сите можни награди, викам ова. Значи ја чим почна вака, не знам. Крајот кај ми е Холивуд. И после кој високо лета се запркава. Ма имаше како не, мислам, имало и вакви и такви представи, сега во 9 години професионална кариера. Сум имала и некои представи каде сум учествувала со помалку жар или па не сум се пронашла во... Не сме се нашле со режисерот, ама се трудам, секогаш се трудам да бидам максимално професионална и онака да дам, и онака до последна капка пот и крв, колку и да не се гледам во представата или колку и да не се согласувам со режисерот, не сакам публиката да го почувствува тоа. Каде ми беше, те замислувам кога ти почетоциве твои се представиве бомба и одиш да гледаш представи од другиве театри и си викаш како овие толку слаба представа, ние колку сме јаки. Ти се случуваше тоа? Па ми се случуваше, морам да признам. И сега си викав, добро, па јас студент, па играм во вакви представи, супер со награди, со фестивали. Гостувавме во Германија, овде на фестивалов добивме сегде буквално сите гран-прија тогаш ги собравме. И си, вистина, некојаш гледаш, споредуваш представа некоја друга, нема да именувам во кој театар или било каде, нема врска, не сакам да бидам нефер, ама тогаш некако поинаку гледам на работите. А сега, ако ме прашаш од денешен аспект, со ова искуство што и овие години што ги имам сега, па и не би подценувала толку. Се случува, боже мој, сега си викам, на секој му се случува, па и нас ни се случила. Така да нема да... Тогаш за лета на така можда сум мислела. Па сега нема никој како нас. Ама сега малку си легнав на брашното и сватив дека чекај малку. Не сме само ние, не сме саде тука. Да. Колку често можеш да ги гледаш представите на другите театри и колку се тружиш да видиш што се случува сега во Македонија? Баш колегите од класата ми е криво што не можам многу почесто да ги гледам во Битолски театар. Почесто одам на премиери, затоа што ми е најблиску и некако можам да се координирам со време, со превоз, со се. Сега зборувам за време пред коронава, затоа што тогаш бевме
вистина пребукирани со представи, со проби, со не можеш да си дозволиш да појдеш на премиера Скопје сега во викенд или било кога ако имаш ти тука представа. Така да малку невозможна мисија беше тоа. Така да гледам да откинувам до Битола да појдам да гледам или на игрите. На игрите ми се некогаш единствен простор каде што можам да ги видам сите представи што се во моментот на фестивалот. Така да можам да кажам дека ги следам, Битолски театар, ги поздравувам, мислам дека супер функционираат, ми се допаѓа литературно. Ми се допаѓа нивната енергија која што ја има во моментов и мислам дека се една супер екипа. Многу слична во енергија на нас, така борбени, така сложни и од тоа што сум го гледала, многу представи ми се допаднале и им симнувам капа. Комедија си можела Атанас да го гледаш? Атанас оваа година на фестивалот не успеав за жал да го гледам. Не знам зошто, сигурно било оправдано. Не можам да се сетам како се викаше последната представа каде го гледав. Тука на игрите исто беше, ама има неколку години, така да и сум заборавила и како се викаше. Памтам дека беше со една така долга перика коса. И ми беше супер. И ништо онака, после секоја представа едва чекам да ги изгушкам и да им кажам колку ствари, како да гледам друг човек. Затоа со Атанас конкретно па и бевме партнери вечни на факултет, нон-стоп бевме партнер до ден денес си се викаме. И многу би сакала некој ден да имаме можност повторно да работиме заедно, да се сретнеме на сцената. И со него и со било кој друг од класата. Имаше преубава представа сега, преубава улога, Грдиот му се вика. Таа последната многу добар. Атанас е добар во што и да му дадеш, знаеш дека до совршенство е направено како што треба. А и овие сите што ми ги наброја исто и Наташа, тоа е сега едва чекам преспав да дојде, не знам дали ќе биде во оваа сезона, се надевам дека ќе биде. И она што го направија во преспав, им симнувам капа, тоа е една совршена екипа и досега сме немале таква серија која што буквално од младо до старо ја гледа, чека, реплики знаат, дали на Тала, дали на Јелена, тоа се стварно ликови до совршенство направени. Причте, имам анонимна дојава. Каква? Анонимна. Вапер, дека све клавале во јадењава некој машраф, со што све и навлекувале луѓе во дидет кај вас пак. Не сме го клавале. И цело време гостират и пак барат. А не им текнува да си ги чистат кундрите. Опа, значи признавате. Све. Кај е робата? Што е ова, бри? Брилијант. Твојот прв избор. Брилијант. Во мало практично пакување за дневна употреба. Во сите подобро снабдени аптеки и маркети и во вашиот џеб. Сода бикарбона од витаминка. Секогаш при рака. Со таткото и малце разговаравме за фестивалот каков бил низ времето и сега во Видан Чернодрински, дека тој оној фестивал кој што треба да знае и да го одбери тоа што е најдобро во изминатата година или во таа година и да нема калкулации околу, не знам, сите да земат помалку, па макар и некоја глупа награда, оно што го спомнавме за плакат или не знам за движења. Колку е можеби глупаво да учествуваш на фестивал кога знаеш дека не можат сите што се најдобри да ги земат наградите, него заради XY причини мора да земи и албански театар, и турски театар, и велешки, и кумановски, и сите театри да земат по некоја награда. Револтира самиот факт, ако знаеш претходно дека, не знам,
некоја представа тенденциозно се спрема за да биде наградена или некој актер, било кој од колегите, се шпекулира во однос и меѓу колегите и меѓу публиката, во смисла овај годинава сигурно зема награда или било како, и мене искрено од мој аспект секогаш ме болат тие работи. Се едно, и навистина сум против да се случува тоа. Зошто? Затоа што сметам дека е многу невкусно и нефер. Не можам со сигурност да кажам дека така е, ама имало случаи кога сме знаеле дека е така. Со честни исклучоци, значи секогаш имало некој кој што заслужно зеле награди. Верувам дека на секој фестивал, било каде во светот, има некакви калкулации, некакви пресметки, ама некогаш конкретно во нашиот фестивал дојдовме до степен кога во текот на годините уназад некако сум се прашувала и во однос на квалитетот на представите кои што доаѓале, и во однос на доделените награди или било како. Баш и годинава имаше некои реакции од нашиве колеги во однос на нашата представа за добиените или недобиените награди, така да секој има право на свое мислење или критика, ама според мене секогаш е добро да е фер нештото и фер доделени, а фер не знам колку постои, не знам. Многу тешко тоа е да се спроведе. Се надевам во некои идни времиња дека ќе можеме онака со мирна совест да си играме на фестивал без да мислиме на награди или било како, и ако заслужуваш си добиваш награда, ако не, здравје Боже, има в година и друга прилика. Така да малку јас политички сега го фатив одоколу. Конкретно не сакам ништо да обвинам некој или да покажам со прст на кај некој. Не е во ред такви работи да се случуваат и се надевам дека во иднина нема да се случуваат. А се случувале, значи сум била сведок, ама не можам ништо да тврдам затоа што немам докази за нештото, само сме ги чувствувале нештата и сме ги гледале. Да. Со таткото изборувавме околу наградите, исто тој кажа дека нема ни една награда и дека не му е жал што нема ни една награда. Вика, мене наградите ми беа 150 на улоги кои што ги имав, од кои што 70-80 главни, и тоа што игравме ние по 5-6 дена во неделата, и тоа по убава награда нема тоа. Сега во денешно време многу ретко се игра, па сега со пандемијата веќе можам да кажам дека не се ни игра, се прават напори да се игра. Колку е тешко за актерот да остане во кондиција ако не игра? Тешко е. Тешко е, искрено, тоа го осетивме на своја кожа претходни, еве скоро 2 години се направија. Ние имавме обиди тука за премиери, јас еве конкретно од кога е почната пандемијава имав 3 премиери. Онака спремани со дадена премиера и застануваше на тоа. Прво имавме Каменот, со Тина представа ја дадовме уште кога почна короната, зимата. Потоа веднаш Светулки на Драгана Милошевска и сега имавме комедија Да, инспекторе со Синиша Ефтимов. И сите тие 3 доживеа по една мизерна изведба или можда само премиера, и толку ми е жал за тоа. Се разбира, тоа е заради околностите во кои што се наоѓаме, или некој заболуваше во екипата, или следуваа карантини, или некаков застој во театарот, па не ни беше дозволено да работиме. Не бе едно време ни дозволени ни представи да се играат воопшто. Така да сега најпресна ни ова со Синиша комедијата Да, инспекторе, и еве другава недела, здравје Боже, сите сме здрави и живи, дај Боже така и да станеме. Се надевам дека ќе си ја играме затоа што ја бара публиката. И сите представи, потоа треба да се врати и со Драгана представата. И така, извини, ни помина цела година во некако премиера, па враќај представа, па труди се да ја дадеш. И за жал да, а дека влијае на кондицијата на актерот, сигурно дека влијае. Онака треба да одржуваме и ментална, и психичка, и физичка кондиција, за да можеш некако после сите тие паузи, ти повторно со иста енергија да влезеш, и не е ни малку. Јас се сеќавам на нели прво со карантините беше многу страшно и никој не знаевме што не чека и сите бевме некако преплашени, и тогаш ни беше прва премиерава со Тина Каменот. И се сеќавам на чувството кога ја дадовме премиерата, сите бевме со маски скоро до пред да излеземе на сцена, цел процес. Ја извадив маската и толку се чувствував соголена, некако толку грдо ми беше чувството, и си викам,
сватив колку многу имала влијание пандемијата на сите нас, пред се како личности приватно, а потоа и како на глумци. И влезе публиката, тогаш мислам дека имаше само 30% капацитет на публика. И една мртва тишина, никој не зборуваше, никој не се накашлува, никој онака само ми се чини како вака собран здивот на цела публика. Толку језиво ми беше, дури не почна представата, толку едно грдочувство и си викам, се надевам дека ова за брзо време ќе помине и дека ќе се ослободиме од ова стега сите што не тишти. Помина после представата кога ќе почне ти забораваш на тоа, ама дури не почна представата, дури влегуваше публиката, едно језиво, едно прегрдо чувство и не сакам никогаш да ми се повтори. Со татко ти неколку представи имавте заедно, кога не сте биле директни партнери, но сега имавте конкретно баш сцени заеднички. Како беше чувството сега? Во Светулки кај Драгана имавме така, бевме баш партнери и супер. И во Пире исто бевме заедно и претходно имавме неколку други, ама овде бевме птен директни партнери и баш му реков вака пред пензија супер. Ни се погоди улогата и се трудиме да, јас барем се трудам да го разграничам тоа кога сме на сцена, сме колеги, а кога сме приватно. Макар што баш се смеевме со Драгана режисерката дека цело време за време на пробите, тато стави маска, тато се напи витамини, пошто не можеш да избегаш онака од до толку да се оддалечиш, као сега не ми е татко мене, тој ми е само колега, нема врска. Мислам нема кај да бегаш, тоа е. Право колега да пукни. Пукни колега. Ја колега му викам, сите колеги ме зафркаваат, па викам тато глупо ми е да му викам сега во театар кога сме и колеги си сме. Така да супер, непроценливо е чувството и се надевам дека ќе имаме уште прилики, дека нема да застанеме на тоа, па и кога ќе си појде в пензија во некое хонорарно, ако гостува или било како, ама тоа ми е едно толку си го запечатив тука во срцето тоа чувство што си го имав конкретно во таа представа. И беше така и емотивна сцената, такви карактери, некако ни се приврза за срце, да речам, карактерите. И со многу задоволство и љубов ја игравме таа представа во однос на тоа можам да кажам. Да. Татко ти не можеше да одбери баш конкретно 3 представи кои што му биле овака топ 3 кога ќе се спомни, му се меша, не знам, од овој жанр, од комедијата па од драмата, така што не можеше тука да одвои. Како си ти со тие работи? Можеш да одвоиш точно? Татко ти исто не знаеше точно ни колку улоги има изиграно, вика ги броев до 80, после тоа ми се смачи, значи не е оне кој што има кај вас карактерите, кој што си следи се и колку во годината имало улоги, колку одиграни представи. Како си ти во тоа поле? Јас сум слично како него, да, не водам многу евиденција во однос на улоги, во однос на појма немам. Не сум зачувала нешто како за спомен или било како, во тој поглед сум многу хаотична и воопшто не водам евиденција, за жал. Крушата под круша па. Да, за жал, валја исто сме тука. Имам колеги кои што вистина баш онака педантно си водат евиденција за нивната кариера, едноставно за се што изиграле. А ако ме прашуваш во однос на омилени представи кои што би можела, тоа е вистина неблагодарна, ќе ги кажам првите кои што ми паѓаат не на памет, ама во кои што сум ептен уживала и со кеф. Еве последната ќе ја спомнам прва, Да инспекторе на Синиша Евтимов, кое што ми се потврди едно чувство дека обожавам комедија и дека можда и немаше толку да сгрешам ако завршам во театар комедија. Сигурно немаше да сгрешиш. И секогаш се смееме со тоа кога ќе се видиме, ама ете, можда во некоја наредна прилика ќе имаме можност. Викнете го Атанас да гостува во прилепна комедија и тоа би било идеално. Зошто па не и мене да ме викнат? Нека те викнат во Скопје, да. Нема да се бунам. И така, Да инспекторе, втора Змеовата невеста на Нела, која што ми беше една во првите, како што спомнав уште бев студент. Таа ми е представа онака исто мој жанр, некако мој сензибилитет во однос на секој поглед. Толку многу уживав, толку многу му посакувам на секој таков процес да помине и да учествува во таква представа каде што се пронашал до толку со онака 100%. И трета, многу е
Буре барут би ја спомнала на Наташа Поплавска, исто една исклучителна представа која што ми е на срце. Кавказски круг со крегата исто на Мартин. Ете, 4. Па доста се. Кога го прашав за жанрот, тој кажа дека него му лежи повеќе драмати, дека сакал драма, вика за жал или за среќа се изнаигра в комедии, а па кај тебе некако обратно, повеќе сакаш комедии, па се изнаигра драми. Се изнаигра в драми. Па некако не сум немала премногу прилика за во комедија во право си. Еве сега, со Коле имам една или две комедии, тоест две, извини, три во едно и премиера во. И сега ова ми е со Синиша комедија Асли, а друго сето било баш така драма, жанровски да речам, детска представа и такви работи. Би сакала во еднина да имам, си посакувам многу комедии. Нормално и драми, ама некако еве времево е многу сиво и црно, така да нека има повеќе комедии. Ти што сегаш да гледаш повеќе кога одиш на некоја представа да гледаш? Подеднакво сакам и едно и друго, искрено. Подеднакво уживам и во драма и во, еве, например, конкретно и за филмови. Јас сум секојаш можда за некој психолошки трилер, така нешто така би се одредила. Тоа најмногу ме привлекува некако. Комедија е многу тешко да најдеш добра, еве, и серија и филм. Многу тешко е некој да ми се погоди како, можда од постарите има повеќе отколку сега, баш во споредба со новиве кои што ми се допаднале. И така да жанровски не можам така. Порано многу хорори сакав да гледам филм хорор, ми обожавав, сега не толку. Така да во се сум се пронаоѓала и во се би сакала да играм во секаков жанр. Кате, кажи ми, вон театарот, зборувавме и со татко ти, рече Македонија не била ни таква земја каде што се снимале многу филмови, многу серии, многу ТВ проекти и вика, обично бев оној кој што не сакаше да се наметнува, туку сакаше да го бираат и ако им требав некој со задоволство играв, немам откажано вика скоро ништо, освен Ептен ако мораше. Како си ти на тоа поле? Што се случува со тебе во однос на театарот, сериите? Во однос на филмот, сериите? Филмот и сериите, да. За жал, многу скромно е моето искуство во тој поглед. Се надевам дека нема да остане така. Од една страна хендикеп ни е тоа што сме од Прилеп, што сме тука, каде што сме. И многу тешко доаѓаме до било каков кастинг во Скопје или било тешко разбираме, да речам. Немаме ние некои такви специјални агенции кои што би се грижеле за тоа, па ја да имам сега некој менаџер што би ме рекламирал и промовирал, па јас нон-стоп обновувам фотографии, CV и такви работи да бидат во тек. И за жал во тој поглед заостануваме и во однос на серии, во однос на филмови. Колку и да е мала продукцијата кај нас и скромна во Македонија, сепак има некои колеги кои што играат и секоја чест за нив. Би сакала и ние да добиеме некаква шанса да имам некој, например, колегата Диме и Даниела исто имаат повеќе искуство во однос на филм. Можда па еднаш кога ќе снимиш нешто, па после ти го олеснува патот за друг филм, па ќе те види режисер, па ваму таму. И јас за жал викам многу скромно искуството ми е во однос на филм. Сум играла во некои краткометражни дипломски филмчиња, ама ништо после тоа не следувало. Се надам дека ќе се промени тоа. Малку можда сме и ние криви во тој поглед, недоволно ажурираме нови фотографии по еве и тие кастинг директори што се можда треба да бидеме поупорни, поревностни во нештото, нон-стоп да праќаш фотографии, па можда би те забележали или било како. Инаку секојаш кога има кастинг, јас сум се појавувала, сум дошла до некој прв, втор круг за неколку филма од тие што се снимени кај нас, ама никогаш не дошла улогата до мене. За жал, се надевам дека во иднина никогаш не е доцна. Допрва ти следи тебе на татко ти му е во залезот, а ти си во изгреј сонцето, така некако ќе дојди работа. Фала ти кате многу што ни бевте денеска гости и таткото и ќерката. Се надевам дека убаво си поминавме, дека ќе следат години на максимален ангажман твој. Дали тоа ќе биде театар, сигурно ќе биде, но дали ќе има нешто и од сериите и од филмот, ќе видиме, дај Боже да има.
Се снимаме во преубав амбиент во Хотел Атлас во центарот на градот. Имаме преубава гледка ние. Сатот е тука, момата е тука, карпата, така што Маркови кули се тука. Многу сакам да доаѓам во Прилеп. Прилеп ми е мој роден крај, се чувствувам преубаво тука, како дома, да. Како дома нигде нема на друго место. Ти посакувам долг живот, здравје да имаш и среќа да те прати како досега со преубави проекти и да си меѓу главните во тие проекти. Сите десетки да бидат твои, двојките оставим ги на некој други. Да си здрав и жив. Кога што сакаш си добре дојден. Секогаш ми е пријатно да си правам муабет со тебе. И како што кажа, чувствувај се како дома, затоа што ти си наш, а ние сме твои. Фала ти кат. Фала ти. И тебе, чао.